Добра вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Додека трае јавната дебата по повод одлуката на Уставниот суд за одмрзнување на платите на функционерите, веќе градоначалниците и претениците добија повисоки мартовски плати. Во ова издание на Свести одлучивме да го анализираме овој феномен, односно помеѓу декларативните заложби и конкретните акции кои што може да се направат. Во минатото издание на Свести со право го констатиравме следното. Во кафанска атмосфера на шведска маса или судска маса, административните работници не можат да добијат ни минимално покачување на платите. Тоа удобство е резервирано само за функционерите кои со една одлука може да се ги покачат платите на 78%. Тоа удобство е резервирано за привилегираната каста која никогаш не излегла на протест, затоа што нема смисла да протестира против себе си. Реакциите на функционерите затекнати од одлуката на Уставниот суд се движеа во две насоки. Од правен позитивизам, според кој одлуките на Уставниот суд се свето право, суд е суд, го почитуваме, па макар и страдали од вишок од пари, до пиар хуманизам, според кој одлуката на Уставен мора да се почитува, но вишокот од 78% секој месец ке бил дониран во добротворни цели. Освен 2-3 министри и еден градоначалник, останатите избрани и именувани лица во прв ред претениците останаа неми, во целосен шок, парализирани, без изгледи за давање било каков коментар. Тие веќе добиле покачена мартовска плата, сметано од денот на објавувањето на укинатите членови, кои ја ограничуваа основицата, односно 3,5 до 4 пати повеќе од просечна плата во земјата. Додека претениците инкасирале, граѓани протестирале пред Уставниот суд и барале повлекување на одлуката. Дали е тоа вистинската адреса на протест, треба да го сослушаме главниот виновник за функционерите и јавноста, а тоа е Уставниот суд. Во овој предмет пред Уставниот суд не беше поставено прашање за висината на платите, ниту за одредување на пресметки и проценти, туку се бараше оцена на уставноста на конкретни одредби од Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица. Имено, Уставниот суд не е орган кој одлучува за зголемување или намалување на плати, или одредување проценти и пресметки, туку единствено оценува уставност на оспорени одредби, па согласно ова, погрешно е и неосновано тврдењето дека со своја одлука судот зголемил или намалил плати на именуваните и избраните лица, зашто неспорно е надлежно собранието преку донесување закон, каков што е впрочем законот во кој беа содржани укинатите одредби. Судот оцени дека определувањето на начинот со кој се пресметува висината на платата на избраните и именуваните лица неспорно представува законска материја и во таа смисла законодавецот, односно собранието определува дали основицата ќе се пресметува врз основа на остварената просечна плата или пак во самиот закон ќе ја утврди висината на основицата со фиксен износ. Со другарот Дејан Лутовски, магистер по уставно право и политички систем, разговараме на оваа тема. Дејан, како Уставниот суд ги одмрзна платите на функционерите? Па, како што ја знам, Уставниот суд донесе одлука со која што се укинува членот 4 од Законот за плати и надоместоци на избрани именувани функционери и таму имаше некоја си фиксна сума на која што се пресметуваат коефициентите, значи таа фиксна сума беше 25.700 денари, така нешто, максимум околу 26.000 денари, и кога се укинат членот 4, уствари, се примени основната одредба од тој закон и основицата на, коефициентот се множи со просечната плата на ниво на држава, која моментално изнесува 34.000 денари, што значи дека просечната плата постојано се менува, постојано расти периодов просечната плата и како расти просечната плата, така секој месец се повеќе ќе растат платите на функционерите и се дојде до некој фрапантен процент од 78%. Не е воопшто изненадувачки, треба да сме свесни дека повластениот слој на бирократијата која што владее си ги штити првенствено своите интереси и воопшто не се грижи за оние во чие што име наводно владее.
Да, апсолутно. А дали знаеш некој компаративен пример на некој друг сектор каде што платите на работниците скокнале да кажам на 78%? Не, тоа не се случува, мислам, не постои сектор во стопанството во Република Македонија, па дури ни во јавната администрација, иако постојат митови дека тие луѓе се преплатени, тоа не е така. Не постои сектор каде што платите би пораснале, каде што платите растат за 78%. Платите обично растат, во најдобар случај се коригираат за степенот на инфлацијата. Значи ние овој период практично да нема реален раст на платите во било кој сектор. Добро, ти благодарам. Во собранието уште утре може да се поднесе предлог закон за измена на законот за плати и надоместоци, што би го анулирало ова зголемување од 78%. И тоа може да се направи преку утврдување фиксен износ на основицата, преку намалување на коефициентот или преку промена на самата основица, а тоа е просечната плата. Се останато е изигрување Робин Худ или правење на тошо. Божем, одлуката на Уставниот суд е Божја заповед за покачување на платите на избраните и именуваните лица. Еве конкретен предлог. Треба да се поднесе предлог закон за измена на законот за платите и надоместоците на избраните и именувани лица, со кој ќе се промени основицата и истата наместо со просечната да се врзе со минималната или средната медијална плата. Рефлекторите се свртени према собранието. Трката може да започне. Тоа беше се во ова издание на Свести. Од утре рефлекторите се свртени спрема собранието. Трката може да започне веднаш. Апсолутен молк